Благодарам што сте на каеден и во овој информативен блок ќе ги следите најновите случувања од регионот Македонија, светот и спортот. По најавите се враќаме веднаш. Општина Велес бара градежна компанија за изведба на градежни работи од првата фаза на проектот Затворен градски пазар. Илинда на празникот на македонштината, да го чествуваме и негуваме порака од славното Раовец, родното место на војводата Јован Наумов Алабакот. Заф и Борисов го потпишаа договорот за добро соседство. Финишираат работите за реализација на проектот Затворен градски пазар. Ова е капитален проект кој актуелниот градоначалник на Велес Лавчо Џадиев во својата изборна програма го имаше како еден од 10 најзначајни проекти за велешани. Општината сега бара градежна компанија за изведба на градежни работи од првата фаза на проектот. Затворениот градски пазар ќе се простира на површина од 4000 квадратни метри. Распишан е јавниот повик за избор на фирма која што ќе работи во првата фаза од проектот Затворен градски пазар. Сите заинтересирани своите понуди може да ги достават до 21 овој месец, кога е закажано јавното отварање на понудите. Потоа следи електронска аукција, на која ќе се избери изведувачот. Одвоени се 12 милиони денари средства. Пазарот ќе го градиме у неколку фази, бидејќи е голем капитален објект. Меѓутоа, најтешките работи ни се подготвителните работи. Куваме наредните 2-3 месеца овој потек целиот да биде завршен, за да би преминае на следната фаза. На основата ќе имаме и 16 дуќани, кои што целосно ќе го изменат обликот на денешниот облик, изглед на градскиот пазар и почнуваме проект што е од исклучителна важност на општо задоволство и на општина Велес, меѓутоа уште поголемо задоволство и на граѓаните. Затворениот градски пазар ќе се гради во неколку фази. Додека траат градежните работи, од општината велат дека пазарот ќе функционира само во горниот дел. Да се пријават заинтересираните понудувачи со своите цени за изградба на градскиот пазар, односно почнуваме со фаза 1, бидејќи пазарот ќе се работи у неколку фази за да може истовремено и дел од пазарот да функционира, меѓутоа и дел да се гради. Тоа значи дека долниот дел од пазарот ќе биде иселен, ќе биде затворен и ќе почне внатре изградбата, односно подготвителните работи, подготовките во земјениот дел на пазарот. Според планот во затворениот градски пазар ќе има 16 дуќани и тој ќе работи 7 дена во неделата. Инаку овој проект е последниот ветен проект на Џадиев од кампањата за локалните избори од пред 4 години. Денеска беше поставен камен темелник на изградбата на новите простории во кои ќе бидат сместени членовите од ловното друштво Вардар од Неготино. Стартот на работите го означија градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов. Околу 300 членови на ловното друштво за 2 месеци ќе добијат простории каде ќе можат да ги координираат и реализираат планираните активности. Вредноста на истите изнесува 2 милиони денари. Ловечкото друштво Вардар ќе добие нови простории за работа. Истите започнаа да се градат денеска во Неготино. Како што кажа градоначалникот Ванчо Апостолов, оваа инвестиција се должи на продажбата на салата Партизан и нејзината принамена во модерен стамбено-деловен објект, со што се опфатени и поранешните простории на ловечкото друштво. А со самото тоа се наметна неопходноста ловџиите да добијат нови простории. Ловното друштво Вардар овде ќе изгради еден нов објект, за тоа е една целна група околу 300 ловци од Неготино, членови на ловното друштво Вардар, и сметам дека соработката и понатаму ќе ја продолжиме. Проектот чини околу 2 милиони денари првично. Сметам дека со тие средства ќе изградиме еден
достоинствен објект каде што сите ловци во секое време и во ловна сезона ќе можат да престојуваат во овој објект. На свеченоста на која присуствуваа ловџиите од целата Неготинска општина, камен темелникот на новите простории го поставија градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов. Во името на неготинските ловци, задоволството од изградбата на новите простории го изрази председателот на ловното друштво Димче Михов. За нас како Сдружение на ловечко друштво Вардар Неготино овој објект представува од големо значење затоа што нашето ловно друштво брои негде околу 300 членови, со тоа што нашето друштво се занимава со ловство, со прехранување на дивеч, со дружба на сите ловџи, така да еден оваков објект ни е од голема потреба, затоа што тука се собираме, ги планираме сите активности и на крајот излегуваме на терен за лов, а потоа се враќаме и си кажуваме нашите ловечки приказки. Околу 300 членови на ловното друштво за 2 месеци ќе добијат простории каде ќе можат да ги координираат и реализираат планираните активности. Вредноста на истите изнесува 2 милиони денари. Од страна на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН веле силнието на млади сили денеска во село Раовец им беше оддадена почит на војводата Јован Наумов Алабакот, учесник во Илинденското востание и на најмладиот гемиџија Милан Арсов. По овој повод се одржа панихида, потоа со едноминутно молчење и положување на свежа цвеќе се оддаде почит за хероите. На ден пред големиот Илинден по 15-ти пат во организација на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Велес во село Раовец Велешко, свештениците од епархијата по Вардарско одржаа панихида за покој на војводата Јован Наумов Алабакот, но и гемиџијата Милан Арсов. Нашиот Господ Бог, постојано сега и секогаш и во вечни векови. Илинден 903 е силниот мотив кој што обстојуваше низ годините се до остварување на крајната цел Слободна Македонија. Во Илинденската епопеја најголем символ се војводите и комитите. Јован Наумов Алабакот е само еден од војводите кој што имал голема заслуга во подготовката на востанието. Тој со својата чета ја напаѓа касарната во Крушево и последна голема битка Алабакот успеал заедно со својата чета да ја ослободи истата. Алабакот припаѓа на плејадата комити и војводи кои својот животен пат го трасираше по патеката за слободата на Македонија. Роден е во село Раовец. Во раната младост од својот живот заминува за Солун. Таму се запознава со Андреј Димов Докурчев, од кого го прима револуционерниот дух, кој ќе го следи до неговото загинување. Се запознава со идеалите на ВМРО и за кратко време како комита стапува во очетите на војводите Андон Ќосето и Михаил Попето. Во 1901-1902 година Алабакот веќе има своја чета, со која како војвода действува во Одринско, а потоа пред отпочнувањето на Илинденското востание се префрла во Крушевско. Со велешките војводи Андреј Докурчев и Тодор Христов офицерчето активно учествува во борбите за ослободување на Крушево на 2 август 1903 година. ВМРО ДПМН не ги заборава јунаците кои што ги дадоа своите животи за Слободна Македонија, иако во едно друго време, неправедно историски, е подзаборавен Јован Наумов Алабакот. Денес, поклонувајќи се пред неговиот гроб, таа неправда се надминува. Но денес имаме нова неправда, вели Витанов. Некој се обидува да ја промени историјата. Окупаторите на Македонија се менувале, а се раѓале нови борци за слобода на Македонија, но никако да се сопре со предавствата и убиствата врз македонските дејци за слобода на Македонија. За жал, и денес ни се случува нешто слично. Некој сака да ни ја прекрсти македонската историја. Нашите многобројни жртви сака да ги смести во бугарската историја, да бидат избришани од нашата меморија, дека се бореле за слободата на Македонија. Но тоа нема да го дозволиме. Почитот даден е на Милан Арсов, најмладиот гемиџија. Неговото дело е достојно за славење во деновите, кога Македонија слави историски најзначајни датуми. Ден пред одбележувањето на големиот Илинден, символот на македонскиот непокор и жилба за сопствена држава на Мечкин камен во Крушево, се поклони делегација на ВМРО ДПМН.
Од партијата посочуваат дека тоа го прават денес од неколку причини, поради страф од можни провокации на нивните членови од партијата. А веќе е јавно позната и агендата за тоа како ќе се слави утрешниот ден. Република Македонија утре ќе ги одбележи двата историски Илиндена, 114 години од почетокот на Илинденското востание и 73 години од првото заседание на АСНОМ. Чествувањето ќе почне утре наутро во црквата Свети Спас во Скопје, каде ќе се обрати председателот на владата Зоран Заев. Македонскиот премиер и премиерот на Бугарија Бојко Борисов ќе положат цвеќе на гробот на Гоце Делчев во дворот на црквата. По повод денот на Републиката, председателот на Република Македонија Ѓорге Иванов ќе се обрати пред споменикот на првиот председател на президиумот на АСНОМ Методи Андонов Чинто во центарот на Скопје. Претходно Иванов ќе положи цвеќе пред споменикот на АСНОМ во паркот Джена Борец и на споменикот на Никола Карев пред Собранието на Република Македонија. Како и во минатите години, Српската православна црква не одобри македонска државна делегација да го посети манастирот Прохор Пчински, како што наведе поради веќе добро познати причини. Централното одбележување на Денот на Републиката и 114 годишнината од Илинденското востание традиционално ќе се одржи на Мечкин камен во Крушево. Кавадарчани се здобија со повеќе кривични пријави од страна на надворешната канцеларија за криминалистички работи Кавадарци за сторено кривично дело разбојништво, злоупотреба на службена положба и овластување, оштетување и неовластено навлегување во компјутерски систем. Деталите во продолжение. Надворешната канцеларија за криминалистички работи Кавадарци со полни раце работа. Имено кривична пријава е поднесена против 44 годишниот СД од село Сопот Кавадарци поради постоење за сторено кривично дело разбојништво. На 29.5.2017 година, околу 23 часот додека оштетениот бил во својата куќа во село Сопот, пријавениот со маска на главата и гумени ракавици, насилно ја отворил вратата и држејќи стор во рака, побарал пари и замавнал кон оштетениот, нанесувајќи му ресекутина во пределот на десната рака, а потоа физички го нападнал, извршил пребарување во собата, а откако не нашол ништо си заминал. Надворешната канцеларија за криминалистички работи Кавадарци поднесе кривична пријава против 62 годишниот кавадарчанец В.Ј. директор на Основното општинско училиште Страшо Пинџур во Кавадарци на НП 56 управител на фирмата Екстра 03 Дойл Кавадарци поради постоење основи на сомнение за сторено продолжено кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување во периодот од 2015 до 2017 година. В.Ј. како директор на Основното општинско училиште Страшо Пинџур извршила набавка на разна стока од 6 правни субјекти од Кавадарци во вкупна вредност од 452.922 денари, без при тоа да ги почитува одредбите од Законот за јавни набавки и да распише постапка за јавни набавки. Исто така дел од набавената стока ја присвоила за своји лични потреби, а прифатила и извршила плаќање за доспеаните фактури за превоз на ученици од правното лице Екстра 03 Дойл од Кавадарци, што вршел превоз на ученици за потребите на училиштето, врз основа на добиената јавна набавка, кој превоз иако се вршел само 2 дена во неделата. Фактурите се прифаќале како да се превезувале ученици секој работен ден. Со ваквите действија оштетен е буџетот на локалната самоуправа Кавадарци во вредност од 957.880 денари. Надворешната канцеларија за криминалистички работи Кавадарци поднесе и кривична пријава против АТ 24 од село Ваташа поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело оштетување и неовластено навлегување во компјутерски систем во периодот од 5.4.2017 до 13.4.2017 година. Пријавената искористувајќи погоден момент додека била на гости во домот на незината сестра, без да биде забележана од чантата и одзела кредитна картичка заедно со известувањето за податоци за пин-кодот, пошто на 12 и 13.4.2017 година во повеќе наврати од банкомати во Кавадарци и Неготино подигнала 59.000 денари. На околу 200 метри под кавадаречкото село Фариш гори нискостеблеста шума и трева.
Територијалната противпожарна станица интервенирала со 2 противпожарни возила и 6 пожарникари. За сега огнот го држеле под контрола. Дополнително ќе се утврдуваат причините за пожарот, како и зафатената површина и висината на материјалната штета. Гори ниско стеблеста шума и трева во атарот на кавадаречкото село Фариш. Командирот на територијалната противпожарна единица од Кавадарци, Илчо Богевски, информира дека на лице место интервенираат со 2 противпожарни возила и 6 пожарникари. Пламените јазици биле на околу 200 метри под селото. За сега огнот го држеле под контрола. Дополнително ќе се утврдуваат причините за пожарот, како и зафатената површина и висината на материјалната штета. Пратениците на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија на денешната седница на Собранието на Република Македонија, на која се расправа за ребалансот на буџетот, со транспаренти го истакнаа своето незадоволство од ребалансот на буџетот и од кратењата и на средствата за многу значајни проекти во интерес на граѓаните. Премиерите на Македонија и на Бугарија, Зоран Заев и Бојко Борисов, денеска во Скопје го потпишаа договорот за пријателство и добрососедство. Вестите од Македонија. 51 пратеник од Коалицијата за подобра Македонија со транспаренти кои што ги држаа во рака денеска го искажаа своето незадоволство за кратењето и необезбедувањето на средства за значајни проекти, како дел од ребалансот на буџетот кој денеска влезе во собраниска расправа. Веќе 2 месеци имаме нова влада на Република Македонија, но овие 2 месеци во секојдневието ни се случија и ни се случува до ден денеска епидемија на непозната болест за владата во село Симница Гостиварско, 2 пати поплава во село Порој Тетовско, без да се санираат последиците. Ни се случи депонија во Струга, која што 2 месеци секојдневно гори и загадува. Ни се случи немање на вода во Велешта, Струшко, покрај што нема канализација во Арачиново, немаше ни вода овие 2 месеци. И секако, најактуелно, ни се случи огромен пожар, стихија во Поречието, кој што зафана многу и куќи на наши сограѓани. Образложувајќи ја потребата од прекројување на државната каса, министерот за финансии Драган Тевтовски напомена дека ребалансот е првата можност новата влада да почне да ги вградува своите верувања и вредности во буџетот. Кратењето на непродуктивните трошења на власта обезбеди можност за буџетирање на нови мерки кои значат подршка за граѓаните или домашните предпријатија. Тие мерки се минималната плата, решение за стечајците, подршка за малите и средни предпријатија и земјоделците, укинување на радиодифузната такса и слично. Со други зборови, тоа е дел од програмата на новата влада што може да се реализира на краток рок. Останатите мерки кои се планирани и кои граѓаните и фирмите ги очекуваат се дел од подлабоки системски промени и оттаму ќе бидат вклучени почнувајќи од буџетот за 2018 година на кој како министерство веќе работиме. Според деловникот за работа, собраниската расправа за ребалансот може да трае најмногу 5 дена, што значи дека истиот може да биде ставен на гласање пред претениците да одат на годишен одмор. Премиерите на Македонија и на Бугарија, Зоран Заев и Бојко Борисов, денеска во Скопје го потпишаа договорот за пријателство, добрососедство и соработка. Како што беше најавено, договорот е потпишан на македонски јазик согласно Уставот на Македонија и на бугарски согласно Уставот на Бугарија. Очекувањата се дека тој ќе придонесе за економско поврзување на двете земји, како и унапредување на транспортните врски. Покрај премиерите на двете држави, договор потпишаа и министрите за транспорт и врски и економија, односно енергетика. Договорот обезбедува отворени шанси за економски развој на Македонија и на Бугарија и меѓусебна соработка во сите други области, значајни за квалитетот на животот на граѓаните на нашите земји и во регионални рамки. Оваа соработка ќе помогне за унапредување на патната и гасната инфраструктура меѓу двете држави, ќе ја зголеми размената на стоки, услуги и капитал и ќе обезбеди царински и гранични олеснувања за граѓаните. Можеше ли да не подпишеме такав договор? Можеше. Дали можеше и да не го подпишеме овој договор? Можеше.
Долги години тој не беше потпишан, а за ова би сакал да го поздравам премиерот Заев. Вашите министри и нивните тимови неколку месеци активно работеа на ова, за денес да потпишеме нешто со толку убава представка за добрососедство. Двата меморандума се исклучително важни и за нас и за вас, зашто транспортниот коридор 8 е врската која го присоединува целиот Балкан. Сега ќе ја видите и европската реакција на ова. По потпишувањето на овој договор, таа ќе биде позитивна, зашто не знам дали е за прв пат, но меѓу две држави, без никакви посередници, без никој да ни дава упатства, сме стигнале до заклучокот дека мирот, пријателството и добрососедството е поважно од се останато. Високата државна владина делегација на Република Бугарија ќе биде примена и од председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов и од председателот на Собранието Талат Џафери. Програмата на официјалната посета на председателот на владата на Република Бугарија на Република Македонија финишира утре со заедничко чествување по повод националниот празник Илинден во црквата Свети Спас во Скопје. Наред се вестите од светот. 4 лица загинаа во пукотниците во регионалниот суд во Москва, јавија западните медиуми, повикувајќи се на адвокат кој во моментот на нападот се наоѓал во судот. Судска службеничка и вооружен стражар наводно се ранети кога во зградата на регионалниот суд во Москва се испукани куршуми, изјави адвокатката Софија Рубајска за ТАСС. Наталија Осипова, потпарол на регионалниот суд Москва, изјави дека инцидентот се случил за време на сослушување на криминална банда од 9 лица, кои се обвинети за тероризирање на московските патишта, убивајќи повеќе на моторџи. Венецуелскиот председател Николас Мадуро ја става на листата на лица за кои се воведени санкции од страна на Министерството за финансии на Соединетите Американски држави. Одлуката е донесена само еден ден по изборот на Уставотворното собрание на Венецуела. Вчера нелегитимни избори потврдија дека Мадуро е диктатор кој не ја почитува војата на луѓето во Венецуела. Со санкциите спрема Мадуро, САД ја разјаснуваат позицијата спрема политиката на режимот и даваат подршка за народот на Венецуела, кој бара враќање на целосна и просперитетна демократија во државата, изјави секретарот за финансии Стивен Мнучин. Но председателот на Венецуела Николас Мадуро за ова изјави дека и покрај воведените санкции за него од страна на САД, тој не планира да се откаже од плановите за Уставотворното собрание и борбата против непријателите. Председателот на САД Доналд Трамп донесе одлука да го смени Ентони Скарамучи од функцијата директор за комуникации во Белата куќа. Белата куќа го потврди тоа. Потпаролот на Белата куќа соопшти дека Скарамучи ја напушта функцијата за новиот шеф на персоналот на председателот на САД Џон Кели да може да формира свој тим. Кели беше назначен на функцијата неколку часа пред Скарамучи да биде разрешен. Според американските медиуми, смената на Скарамучи нема да значи нова епизода во хаосот внатре во Белата куќа, туку дека ова е првиот чин од воспоставувањето ред во западното крило, истакнувајќи дека новиот шеф на кабинетот Џон Кели ќе наметне строги правила. Министерството за економија во Германија со повик до Европската Унија да превземе мерки против новите санкции на Соединетите Американски држави врз Русија. Според Министерството, санкциите може да ја загрозат работата на западните компании со нивните бизнис партнери во Русија. Цел на новите санкции се руски енергетски фирми, при што Конгресот го усвои законот минатата недела и треба да биде потпишан од председателот Доналд Трамп. Со санкциите, како што наведуваат од Министерството, ќе се доведе под знак прашалник изградбата на гасоводот Северен Тек 2, кој ќе се протега од Русија до Германија под Балтичкото море. Денеска имаме сончево и топло време со дневна температура 31 до 38 степени. УВ индексот има вредност 9. Следува период на претежно сончево и многу топло време. Во понеделник во попладнивните часови ќе има појава на локална облачност, а во западните делови услови за краткотраен дожд со ретки грмежи.
До среда максималната температура ќе биде без позначителни промени во интервал од 32 до 39 степен. Уште потопло. Се очекува да биде во втората половина од наредната седмица, кога на места максималната температура ќе достигнува и до 40 степени. Со метео информациите го означуваме крајот на дневникот. Ви благодарам на вниманието.